Добро, ево официјално да сакаме добре дојде на една од најголемите балкански, европски, можеби светски звезди според нас, господин Цецар Минатовиќ. Само секс, здравје и православје. И Цеца од Житораđe, село Житораđe, Србија. Видов тоа, луѓе, свака част каков спектакл у Паланка, тоа дронови снима, тоа луѓе, тоа спектакл, тоа илуминации, светлосни илуминации, значи джврка светло од сите страни, абе мислиш вака кога ќе видиш дрон да не чуеш музика, не, ќе мислиш Rolling Stones во Паланка. А тоа Цеца од Житораđe, село Житораđe. Како се вика дечко бе, значи сега што е актуелен со ова, со што го брани патриотизмов македонски, што влезе у конфликт со градоначалников на Кавадарци, Спасен се вика. Спасен, претходно лично јас еднаш само мислам дека го видов и тоа некоја емисија беше, не го знаев која, знаеш бе. Одма после овој конфликтот му извадија на Спасен како пее негде на некоја тезга овака српска музика, некоја. Нема врска, дечкото нека си пее, викаат одлично дека пее, дека бил топ и така натаму. Имал дури една песна, не му ги знаев песните, оваа ја чув. Пошто викам чека да видам кој дечко знаеш, овој зла доба што и доаѓа на таа да како се вика песна, не знам. Не се друго сакав да кажам со Спасен и Цеца и све ова. Гледаш, дечко, за жал ќе си продолжиш во твоите вечерни настапи, не ради твоја кривица, не ради твоја вина да си пееш и српски репертоар да си имаш. Затоа што идентитет, култура, духовност, духовен развој не се гради на овој начин. Се додека ги немаме своите дубиоза колективи, своите рамбама деуси, своите појма како се викаше овој хрватски ве джибони ми бони. Се додека не се родат некои нови појма Лепи Сол, некој нови Архангел, некоја нова Маја Оджаклиевска, некој нов Тоше, не можеме да очекуваме дека лесно ќе се отргнеме од сидрото што не влече напред. А тоа е шундот, кичот и турбофолкот. Поголемиот проблем во целата оваа работа, ја и тогаш кажав, кога беше конфликтот меѓу Спасен и Кавадаречкиов градоначалник, не е проблемот у тоа ти што си организирал не само Кавадарци, еве и Паланка и не знам колку други града, турбофолк, звезди од Србија, што си ги викнала, си заборел на да ги удостоиш македонските изведувачи, пејачи, групи и така натаму. Проблем е у тоа што ние тоа го сакаме. Народот тоа го сака. А зошто го сака? Затоа што плитко размислува. Размислува на ниво на основни човекови нагони. Ебам, јадам, спијам, пијам. И одам на концерти на Цеца. И топ ми е. И тоа ми останува врежано во колективната меморија. После 30 години, седам со внуци им кажувам, кој беше во Паланка Цеца, која бевме капе. Или во други муабети од која ќе се ожени, омажи некоја деца, ќе стекне па на скара негде седнати, па ќе чујат песна од Цеца, па ќе ви текно или во Паланка која бевме Цеца, која гостуваше, на концертот, кажи како беше тоа. Игралиште покрај патот и столици наредени и маси, и секој се служи пијачка, јадачка и Цеца пее. Ај шо, нема кај да реферираат. Ја не знам кај им реферира, кај им одзвонува во глава, врз основа на шо им реферира, пример, у глава, какви емоции им буди кога Цеца пее Мој Београде и т.н. Како тоа реферира у глава на некој што не го видел Београд, што крива Паланка, рецимо. Или не мора да не сватат погрешно крива Паланчан. Или од Скопје, рецимо, не го видел Београд. Нема никакво значење Београд за него. Или, например, како реферира, секојаш ми интересирало, например, стихот Пред вратима спавала ко пас. Така ли е, спавала или
или овакво, какво е стихот? Пред вратима спавала ко пас. Така? Спавала е, мислам. Не сум обрнал баш внимание. Замислете, пред вратима спавала ко пас, тојде, пас, у ехо, тојде, пас, морски пас, пас. Истите тие на кои што им реферира стихов пред вратима спавала ко пас, цуриве утре ќе искочат на телевизија ќе зборат за женска еманципација, за равноправност на половите, за не знам, еднаквост во вреднувањето, во плаќањето, во плати, во ова она, ќе ти збори за амбиции у бизнис, дека нема време дома да се сврти, дека му прави многу пари. Истата таа што на концерт утре иде ја пее пред вратима спавала ко пас. Толку од женската еманципација и достоинство. Кога пошто ова им реферира дека е нормално да он утре кој ќе шутне, кој ќе даде клоца у газ дечкото партнер, да му легне пред врата и да заспие ко пас. Ко куче. И случајно ако ја отвори врата да ја прими внатре, оваа што спие као пас, што му спие пред врата, пошто така Цеца ја учи у песните. Уште овој ако ја отвори да рече, дај, немој, молим те, срамота комшиве гледаат, немој пред врата да ми спиеш ко пас, ај влези внатре, дури ќе почни ко пас да се радуе. Тоа е нивото. Или, например, кад би био ранен, крви бих ти дала, оба моја ока, кад би био слеп, залуд. Ова од Цеца исто песна, мислам дека е. Затоа од 99% сум сигурен дека е. Кад би био ранен, крви бих ти дала. Зошто ли ја отпеала пичка му матерна? На кога ли ја отпеала песна? Може на Аркан? Аркан и беше маж, сопруг. Воен злосторник. Ке си одеше у Хак, да не го утепа 2000-та година таму, кој хотел беше у Србија, у Белград. И мафијаш и воен злосторник, добро. Може неизе на него му пеела кад би бил ранен, пошто он има веројатност да биде ранен, пошто нели мафијаш, крви бих ти дала оба моја ока, малце тоа не ми се веруе. Пошто да се разбереме, у суштина, драги мои фанови на Турбо Фолк, особено на ова звезда, е тоа што исто така замижувате пред фактот дека она, знаете што ќе кажам, ми е незгодно да го приемам тој спор, да го употребам. Значи преведувате факт дека изданок на едно време на едни луѓе, составен дел од една група на луѓе, кои што доведоа, потикнаа огромни несреќи, огромни трагедии во таа бившата држава наречена Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Тие беа свесно туркани во први редови, преку својата музика, преку естрадата, преку турбо фолкот, преку онаа познатата изрека даjem на луѓето лепи игри, за да можеш да ги манипулираш и да ги втурнеш во се што сакаш само за да си одржиш политичка стабилност и власт. Тоа е приказната со изданоците као таа естрадна уметница и она што се случи на тлото на бивша Југославија. Не кажам после дека беше умешана во разни скандали со фудбалски клуб што го остави маши и дека требаше и затвор да лежи, ја спаси, а не се на некој начин да не лежи, но лежеше притвор и не е битно. Па драги кривопаланчани и кривопаланчанки и сите останати кои бевте на тој неовоземски спектакл у Крива Паланка. Да знаете само под какви околности се форматира умот на вашите деца. И да не ве чуди ништо. Утре, ако ги прават нештата од чиста материјална потреба за пари, ако се продаваат само за пари, вака или онака физички, психички или не знам како друго ментално, и немојте да се чудете што нивните избори у живот најчесто ќе бидат погрешни. Дали некоја на вистина оба ока ќе му дае на некој што ќе понижува или не знам што ќе прави, дали ќе му спие пред вратима ко пас, дали уште ќе биде среќна ако кој ќе излезе пред вратима да ја тргне од пред вратима, ќе ја залупа и со шамари, а ова ќе му вика, леле, колку те сакам да ја пукнем уште еднаш, плиз.
Да знаете дека вие сте виновни што сте ги створиле така. Затоа што ова што се случува, таа потреба за турбофолк, за тие звезди у Македонија е последица на така е, на домашно воспитување. Сега, пред неколку дена, требаше да има турбофолк, журкаат и во Бенковац во Хрватска. Бранителите хрватски излегоа, рекоа тоа нема шанси. Во меѓувреме се појави клип од некоја хрватица што пееше ќерка на бранител у Хрватска што се бранел за у домовинскиот рат, у татковинската војна против тогашна Србија. И ветераните излегоа, овие воените ветерани го спречија концертот. А таквите татковци, пријатели на овој кој што умре од срам, човекот која видел на Инстаграм неговата ќерка пее цеца, има од прв до последен изјави од типот: кад би моје дете видео да пева цецу, ја бих ја задавија. Ја би се одрека од нje. Тие луѓе тамо помина една огромна трагедија, која што беше резултат на ова што ви го кажувам. Оти, се што започнува со кич, или во наш превод турбофолк, драги мои, кривопаланчани, кривопаланчанки и сите останати, се што започнува со кич и турбофолк, завршува во крв. Или во револуција, или се дави во крв. Неизбежно е. Сакате вака, сакате така, некој да ви го објасни. И уште една работа. Кажете ми, сега, тоа толку го злоупотребија политикански опозицијата, трагедијата во Кочани, да не ми се ни збори више за неја. Од што ја искористија максимално и тие, токму тие од СДС го ведате и овие останати во тој, како се викаат, певица Мевица, толку ја искористија, ја злоупотребија за политички поени, што просто човек не ќе повеќе ни да мисли на тоа што се случи. А треба. Вакви се моментите кај што требаше сите да мислиме на родителите на загинатите деца во Кочани и на сите блиски на загинатите во бендот, од бендот ДНК, кои што загинаа во таа страотна трагедија таа вечер. И ќе ве прашам по повод тоа, затоа пак ќе спомнам. Толку ли не можевте да издржите барем едно лето без вашите гроздобери, моздобери, цеци, концерти, куротресини и така натаму, кич, забави, кич циркуси, турбофолк, паради? Толку ли не можевте да издржите едно лето? Пошто многу бевте пуни со емпатија, со тага, со жалост ко се деси тоа. Колку ви требаше да заборавите на тоа? Март, така, беше тоа 16 март, мислам. Кога се деси. Кој сме сега? Еве го, 31 август. Колку ви требаше, бе, дечки? 5-6 месеци. Мораше одма да правите гроздобери, парада на пијанство и кичот. Што вика Балашевиќ? И цеци да викате, и меци, и карлеуши, и светие соред тама. Толку ли ви беше одма потребно? Не можеше едно лето да се стишате? Да, филозофијата животот иде понатака, за мртвите се најдобро. Ама после една таква работа, требаше да покажете малце повеќе емпатија, солидарност, чувство и да речете: дечки, дај барем оваа година да сватиме дека забавата у Македонија е умрена работа. На тој начин да искажете почит кон она што се случи. И не само почит, на тој начин ќе искажете и многу поголем револт за причините на тоа што се случи. Затоа што таа трагедија можеше да се случи и може се уште да се случи у било кој град или село у држава, и можела да се случи и пред 30 години, се случи јебига сега оваа година во март месец. А се случи затоа што 35 години овдека по малите места и по големите, и општините во поголемите или во поголемите општини или во скопските општини, на многу места години наназад, од пред 35 години па да тргнете навака, имате секогаш по некој локален шериф врзан со подземјето, кои што си прават што сакаат, кур ги боли. И овде прогледуваат, и онде прогледуваат, кроз прсти замижуваат и така натаму и така натаму. Вчера кај беше тоа хромом, поменав тамо, тоа влае хром, поправа. Ветрот кој беше, цел кров од зграда,
Оддувал кровот паднат на сред улица, цел кров. Па тамо да проаѓале и у тој момент и коли и луѓе, тоа ќе беше уште една трагедија, реци. И се поставува прашањето исто така. Како бе? Како е тоа правено да може еден малце појак ветар цел кров да откорне од зграда? И кога е тоа правено? И кој тоа го правил? И треба сега да се викне инвеститорот, што градел да каже како ова може да се деси бре? Цел кров доле на улица. Да, и тоа улица што ја се оди и директно се поврзува со партизанска. Значи некоја е поголема споредна улица. Кровот, баб, мислиш тука земјата се десила или ракета мавнала? Борбата со турбофолкот, со кичот, треба да биде приоритет. Мили меѓу приоритетите. Тоа не е ниту лесна борба, ниту заебанција. А зашто не е лесна? Зошто не е лесна? Гледате ги дронските снимки од концертот на Крива Паланка, во Крива Паланка ќе видите. Булјук луѓе, препуно. Не знам колку илјади има собрано. Дошле на концерт. На концерт што ќе го прераскажуваат цел живот. Цеца. Из Житораѓа. Али само секс, здравје и православие. Верујте. Се друго ќе си дојде на своје. Немам зборови. Немам зборови. Како не можеме да пресметаме едни обични 2+2? И како не можеме да собереме знаење од грешките на оние околу нас, од туѓите грешки, како не можеме да собереме искуство и знаење. Да знаеме дека она не води никаде. Не е тука дали овој спасен пеел патриотски македонски, а овој му донел српски турбофолк певаljки. Не е тоа проблемот. Народот одговара тоа. Дечки, девојки, народот одговара тоа, бе. Народот. И ви текнуе после, немојте да мислите дека некој друг ви е крив. Што беше у филмот Професионалец, еве пак српски свет, јеби га Душан Ковачевиќ. Па сега јеби га, они ги создале и своите Екатерини Велики, и своите појмане Амрамба Амадеуси, и своите електрични оргазми, и своите не знам шо, и Балашевиќ, и Малашевиќ, и Канта, аутори, манта, музика, создале и филмови. Создале. Култни, лектири. Уште у она време, у 80, 70, 80 години, во време на црниот талас, во југословенската кинематографија, во музиката, кога се случи еден бум на креативност од почетокот на 80-тите до тама некака втората половина, до негде 88-9 година, до пред да почне срањето. Да не зборам од интелектуалци, од списанија, од филозофски журнали за филозофија за ова зона, овој мислам магазини и разноразни такви работи. Една таква креативна моќ, креативен вулкан што се случи пред самиот распад на една огромна држава, после смртта на Тито. Еден таков креативен цунами не успеа да направи интелектуалните, духовното да победи над турбофолкот и кичот. Толку е моќен. И ова треба да ви биде како еден, како да ви кажам, пластичен пример каква опасност представува тоа. И за вашите деца како индивидуи, што ги воспитувате дека не е проблем да се оди на концерт на вдовица на воен злосторник, у буквална смисла на збор. Каква сублиминална порака добива вашето дете ако идоли е Цеца и незините песни? Пред вратима спавала ли е копас или лајала копас? Оти ова лајала ако е пред вратима, лајала копас, ми е многу позабегано. Ама ја мислам дека е спавала. Пошто овој нешто ја избркала, оваа го изварала, овој и рекол мрш пичка ти матерна, ама оваа тогаш сватила дека она го изварала, ама уште го знаеш тешко и да се одвие од него и легнала пред неговата врата и заспала копас.